ден пред големото дерби на втората фудбалска лига во Охрид, овде на стадионот Билјанини извори, ќе играат домашната Воска Спорт и фудбалски клуб Вардар од Скопје, надпревар кој директно одлучува за пласман на првите 3 места на табелата. Овде сме со една спортска желба, откако искомунициравме со организаторите на овој надпревар, со одговорните лица од фудбалскиот клуб Воска, од кој искрено добивме спортски одговор дека сме добродојдени и дека за нив е чест и задоволство што тимот на Скок сака да известува од овој надпревар. Тоа е официјалниот мейл од Воска испратен до редакција Скок, односно продукција Скок, тимот кој продуцира на нашиот YouTube канал и секако го одржува спортскиот сајт. Ова што го гледаме овде на лице место во Охрид и кое ете се правиме напори, се обидуваме да го пренесеме на оние кои не следат, на љубителите на фудбалот, навистина импресионира. Убав спортски објект со пристојни столици, вака да кажам, за публика, добро одржуван, посебно она што можеме вака или од прва да го забележиме за тргнатата подлога. И навистина, како спортски новинар кој има, без лажна скромност, огромно искуство за организирање на големи надпревари, да не збориме нели овие светски правенства, каде што сум известил престојува финалињата на Лигата на шампионите. Моето чувство, мојата импресија е дека на овој стадион навистина е релативно лесно од аспект на организација, од аспект на безбедност да се организираат присуството на гледачите, на публиката. Можеби нема некој да се сложи со мене, меѓутоа тоа е мој впечаток базиран на искуството. Две поделени трибини, добро обезбедени блокови. Природот на стадионот е фантастично добар. Може сето тоа без никаков проблем да се контролира, дури да речеме ако има и две спротивставени навивачки групи. Не е умесно и ние како новинари да се мешаме во одлуките на организаторот кој нели донесе одлука да се игра без публика. Меѓутоа наш став, сепак фудбалот се игра за гледачите, за публиката, се игра и за голови, се игра за амбиент. И сега кога ова го гледам после толку години, сум бил многу пати на Билјанин извори, ќе кажам нешто малку повеќе во тој трет дел од моето CV бекграундот кога е во прашање овој стадион, ова убавина. Искрено мој впечаток, лично, како Мјалче Доргутов, мислам дека е унамела рака погрешна проценка да се забрани присуство на публиката. Тоа е мој личен став. Ова што го гледам и мислам, пак ќе повторам дека реално можеше тоа многу добро да се организира, да бидат спроведени навивачи. Впрочем, продукцијата на Скок, тимот на Скок беше неодамна присутен на езерското дерби, кога играа Караорман и Охрид. Имаше сигурно можеби 2.500-3.000 гледачи, две спротивставени навивачки групи, паткарите и риварите. Имаше доаѓање со брод од Охрид на пристаништето пред хотел Дрим. Бевме сведоци на тоа, продуциравме, направивме емисија доста гледана, многу гледана. Би рекол и со рекорден број на гледачи, на прегледи на YouTube-от. Сето тоа помина во прекрасна организација. Немаше никакви проблеми. Навивачите беа спроведени од лажата, едните навивачка група, другата навивачка група, домаќините Караорман го обезбедија теренот со официјални означувања на сите лица кои беа доле на теренот. Се помина во добра организација. Нормално некој пат вербалните ексцесии, препукувањето, тоа е нормален составен дел од фудбалот. По некоја чарка, исто така со органите на редот, меѓутоа сето тоа беше поминато. Зошто го зборувам тоа? Мислам дека и тука можеше да се направи напор. Пак кажувам, тоа е мој личен став, наш став на екипата на Скок, наша редакција. Но ајде ќе видиме. Ова што го гледаме одава печаток за добар фудбалски надпревар овде на тревата. Фудбалерите на двете екипи треба да покажат што знаат и умеат.
и да ги убедат барем ете спортските новинари дека заслужено се во тој атак за влез во првата лига. По вратната имејал порака од одговорните луѓе на фудбалскиот клуб Воска Спорт до спортскиот магазин Скок. Со спортски поздрав дека ете тука сме ќе ни овозможат услови да известуваме и да направиме се. Да вистина така за поздравување и од тој контекст би сакал да кажам дека ќе се потрудиме да ја пресликаме оваа слика на фудбалски клуб Воска Спорт како конкурент за влегување во првата лига, да се обидеме да доловиме амбиент, нешто, зошто ти имаат такви прволигашки амбиции, зошто се како стабилен второлигаш. Овде, веројатно, играат на овој терен, го одржуваат, помагаат. Од друга страна, Вардар на овој натпревар влегува како никогаш посериозен од аспект на внимателноста, на присуството на играчите на собирот и на онај карантин кој го овозможи нашиот славен фудбалски ас Стефан Ристовски, кој застана во оваа ситуација за фудбалскиот клуб Вардар и од лични средства со своја искрена љубов и одвои и го плати тој карантин во најбуквална смисла на зборот и им овозможи на младите вардарци ете уште по-подготвени, по-мотивирани и така по-освежени, да кажам, да можат да влезат во овој многу значаен дуел, гледајќи од аспект на фудбалските страсти, на фудбалските бодови, на она на која се стремат двете екипи, и Вардар и Воска Спорт. Ке видиме. Утре останува надпреварот. Го суди главен судија е штипскиот судија Стојанче Стојанов. Така е одлучено од ФФМ. Делегат и контролор немам информации, ќе ги обезбедиме до утре, ќе информираме и за тоа. И релевантно, мислам дека Вардар е подготвен, Воска Спорт исто преку медиумите најави дека има некои проблеми околу играчкиот кадар, се очекува да настапат во најсилен состав, сигурно мотивирани и со можеби некоја екстра премија. Вардар за жал ја нема таа привилегија, меѓутоа Вардар има младост во него, има срце во фудбалерите, има некоја гордост, некој рицарски дух во нив и лично очекувам утре да изиграат најдобро што можат и двете екипи. Па да видиме како ќе биде. Тука на овој терен, на оваа убава Охридска трева ме врзуваат добри спомени од минатото кога работев за спортскиот магазин Скок. Години наназад на овие терени се подготвуваше македонската фудбалска репрезентација под водство и на Андон Дончевски, дури кога Ѓоко Хаџиевски ја водеше исто така репрезентатиците доаѓа овде и ги користеа овие услови. Ми се чини дека тој дел од трибината е оној постариот останат уште од тие, да кажам, славни репрезентативни времиња. Доаѓајќи до Охрид, по пат се сетив дека на еден надпревар авионот полета од Охрид со спортските новинари тогашни, со дел од раководството на Фудбалскиот сојуз на Македонија тогаш, а во Охрид само ги земавме фудбалските репрезентативци, таа генерација се утоварија, да кажем, во авионот, во чартер летот и заминавме од тука. И тоа се истини добри спомени. Враќајќи се уште поназад, некаде од далечната 1981-2 година, поточно 82 година светското фудбалско првенство Шпанија, 1982 година легендарниот тогашен селектор Милјан Милјаник ја донесе југословенската репрезентација на подготовки овде, во овој спортски центар. Тука беа славните
тогашни фудбалери, еден многу силен состав на Југославија, предводен од Милјан Милјаник, со изворедни тогашни асови. Драган Пантерич беше голман, се сеќавам, играше Пижон, Сушик, Златко Вујовик. Плејада на играчи, ќе испрештам некој, значи Југославија помина можеби една недела подготвувајќи се на овој терен и замина со големи амбиции на мондијалот во Шпанија, токму тука од Охрид. За жал таму резултатите не беа добри, меѓутоа ете и тоа говори дека овој амбиент има традиција, дека ова што го гледаме, значи не е од вчера, ова е едно издание кое тука обстојува години, децении наназад и кое секогаш било на услуга на македонските фудбалски селекции, репрезентации, тимови и така натаму и така натаму. Многу пати сум бил на овој стадион. Сме седели со денови по околните хотели известувајќи за подготовките на македонската фудбалска репрезентација. Сето тоа со добри спомени, се надеваме дека и утре дербито Воска Спорт и Вардар ќе ни остане во добар спортски фудбалски спомен и ќе го паметиме како такво.